На сексуални напади врз деца, само во последнава седмица се регистрирани 2 случаи. Во државата се регистрирани 303 педофили, од кои повеќето се на слобода. Од детската амбасада меѓаши бараат заострување на мерките кон нив. Секоја година во земјава има десетици сексуални напади врз деца помали од 14 години. Само во последните 5 дена се регистрирани 2 вакви случаи, и тоа во Битола и Тетово. Официјално во земјава се регистрирани 303 педофили, од кои 13 се жени, а нивните жртви се деца до предпубертетска возраст, поточно деца од 13 до 14 години. Поголемиот дел од педофилите се на слобода, а според студиите, веројатноста да го повторат делото е дури до 75%. Министерството за внатрешни работи во последниве 10 години евидентирало 387 сексуални напади врз деца, а ова е статистиката за последните 4 години. Во 2019-та 30 случаи, 2020-та 35, 2021-та 28 и во 2022-та 22 случаи. Државата никако да најде ефикасен начин да и пристапи на оваа појава. До пред 4 години во кривичниот законник се предвидуваше и хемиска кастрација на дијагностицираните педофили, но иако оваа мерка никогаш не беше спроведена, државата реши да ја отстрани од законската регулатива. Во моментов единствена мерка што се презема е затворска казна, а како превентивна мерка на веб страницата registriranipedofili.mk се објавуваат личните податоци на педофилите, како фотографија, име, презиме, прекар, адреса на живење. Од детската амбасада меѓаши ја истакнуваат потребата од заострување на овие мерки, бидејќи како што велат, несоодветното лекување на педофилите и нивното пуштање на слобода предизвикува дополнителна траума кај децата кои биле жртви. И една од нашите препораки беше што построго казнување на овие сексуални предатори, толку помалку ќе има педофилија и сексуална злоупотреба на децата. Но како што гледате, не секогаш ще досудуваат високи казни, дури некогаш и сторителите на ова тешко кривично дело се на слобода, што дополнително создава трауми кај децата. Наша препорака е децата да не дозволуваат никој да ги допира, да примат подароци, да влегуваат во сомнителни места и во автомобили и така натаму, и да не веруваат никому, и за секое чудно однесување да го информираат родителот. Со цел граѓаните да проверат дали некој од нивната околина е потенцијален сторител на некој од 11 кривични дела поврзани со педофилија, нивните лични податоци остануваат во јавниот регистар во текот на целиот нивен живот, па дури и по излегувањето од затвор мораат да се појавуваат во суд најмалку еднаш годишно.